Започнуваме со урбаните вести, добре дојдовте во нив. Новата населба Александрија во општина Ѓорче Петров месецов ги доби своите први жители. Населбата се простира на површина од 500.000 метри квадратни и ќе сместува околу 20.000 семејства. Досега изградени се првите 4 згради, од кои едната е вселива, а на другите 3 се работи и наскоро би биле вселиви. Продолжуваме понатаму со насловите за денеска. Почна акцијата за чистење на коритото на реката Вардар во центарот на Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека целта на оваа акција е да се намали опасноста од излевање на реката при поголеми врнежи од дожд. За да се намали опасноста од излевање на реката Вардар при поголеми врнежи од дожд, екипите на град Скопје во центарот на градот почнаа акција за расчистување на насипите и градежниот материјал натрупан во коритото на реката. Како што информираше градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, целта на оваа акција е да се намали опасноста од излевање на реката при поголеми врнежи од дожд. Насипите и градежниот шут во Вардар ја намалуваат проточноста на водата и со тоа сериозно се зголемува заштитата од поплавите. Од овие причини, од пред неколку дена јавното претпријатие Патишта и улици и во наредните неколку дена ќе работи на расчистување на теренот и истовремено наложено е на претпријатието Бетон, како изведувач на објектот Панорамско тркало, да го среди своето градилиште и да обезбеди максимална проточност на коритото во делот на пешачкиот мост. Безбедноста на граѓаните нема цена. Градот Скопје ќе направи се што е во рамките на неговата надлежност да ги заштити граѓаните од поплави и други несакани последици. Воедно ги повикуваме сите релевантни институции во државата да се вклучат во отстранувањето на штетните последици од овој проект со цел да спречиме дополнителни трошоци и да ја обезбедиме сигурноста на граѓаните. Градоначалникот Шилегов додаде дека дождовите ја открија опасноста по безбедноста на граѓаните, нивните имоти и објектите околу Вардар, која е предизвикана од проектот Скопје 2014. Одстранетиот градежен материјал ќе се однесе во депото на јавното претпријатие улици и патишта во Железара. Акцијата за расчистување на реката Вардар ќе се одвива во строгиот центар на градот, во делот од коритото меѓу мостот Гоце Делчев и Камениот мост, поточно кај првата галија, каде што е најтесно коритото на реката и постои најголема можност водата да се излее. По вчерашниот прилог објавен на МТМ телевизија, во кој стопанствениците лоцирани на средно водно бараат измени во забраната за движење на моторни возила, со свој став се огласи и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој тврди дека приоритет на скопјани треба да им биде чистата животна средина, а не локалните бизниси. Одлуката е се уште активна, во моментот кога ќе биде променета, ќе биде соопштено, ако биде воопшто променета, работиме и со угостителите на изнаоѓање на посебен сообраќајен режим, излегуваме во пресвети на нивните барања, меѓутоа кога ќе ја ставите на скалило на вредноста што се добива со тоа што водно е забранета за сообраќај, визави барањата на угостителите сепак некако превагнува одлуката дека наш интерес како град Скопје е да го имаме водно зачувано. Советниците на општина Карпош на денешната седница на Советот донесоа одлука за продажба на дел од автомобилите на општинската администрација, меѓу кои и джипот по кој беше препознатлив претходниот градоначалник Стефчо Јакимовски. Средствата од продажбата ќе бидат наменети за купување на возило за товарна лисија и смет. 4 патнички и едно товарно возило кои беа дел од возниот парк на општина Карпош ќе бидат дадени на продажба. Станува збор за патничкото моторно возило Ауди Q7, по кое беше препознатлив претходникот на Богоев, Стефчо Јакимовски. Потоа возилото марка Санг-Јонг, патничкото возило Форд Фиеста и автомобилот марка Застава Југо, како и товарното возило Волво. За ова одлучија советниците на општина Карпош на денешната 7-ма седница на Советот на општината. Градоначалникот Богоев
Богоев тврди дека одлуката за продажба на возилата, меѓу кои и луксузното теранско возило, не произлегува од желба за одмазда или задоволување на суета, туку напротив, станува збор за сделка која е во интерес на сите граѓани. Имено, средствата од продажбата на возилата ќе бидат наменати за купување на возило за товар на лисија и смет, со цел да се придонесе кон поголема ефективност во одржување на чистотата и хигиената во општината. Се работи за неколку возила, едното е полуксузно возило од кое општината во овој момент нема потреба, а другите едното е возило кое не се користи толку интензивно, дека другите се постари возила. Целта е овие возила да се отуѓат, за да може со парите да се набави камионче за собирање на смет, на шут и на лисија низ општината во контекст на здрава животна средина и одржување на хигиената во општината. Такво камионче ни фали. Целта беше на предлог одлуката, она што ни е вишок, да го ослободиме за да може да го набавиме она што ни е потребно и на нас и на граѓаните за да може да имаме здрава и чиста животна средина. Актуелниот градоначалник на општина Карпош, Стефан Богоев, после продажбата на луксузниот джип Audi Q7, работните обврски ќе ги извршува со Chevrolet Cruze, автомобил од пониска класа, со што Богоев вели ќе даде пример за општествено одговорно работење. После 50 години општина Центар почна со асфалтирање на улица Бигла на Водно. Како што информираат од општината, улицата ќе добие нов водовод, асфалтиран коловоз, како и реконструирано осветлување. Општина Центар започна со асфалтирање на улицата Бигла на Водно, на која 50 на години жителите поминуваа низ кал, прашина и темница. Последен пат била уредена при посетата на Јосип Броз Тито. Како што информираат од општината, улицата Бигла, која се наоѓа спроти клиничкиот центар, ќе добие нов водовод, асфалтиран коловоз со површина од 520 метри квадратни, реконструирано осветлување со најнова LED технологија, а каблите на операторите ќе бидат спуштени под земја според европските стандарди. Од општината најавуваа дека следни улици на Водно каде ќе се работи се улиците Караорман, Капиштец и Рилски конгрес. Постојана и стабилна финансиска поддршка, сеопфатна логистичка поддршка со соодветна инфраструктура за развој на спортот, како и изготвување на закон за спорт и 10-годишна стратегија за спортот, се дел од мерките за развој на спортот во Македонија, кои ќе ги превземе владата на Република Македонија. Средба на која се разговарало за развој на спортот во Македонија се одржа денеска во владата на Република Македонија, на која присуствувале премиерот Зоран Заев, директорот на Агенцијата за млади и спорт, спортски работници, градоначалници, министри, директори. Целта на оваа средба е да се договорат серија мерки за развој на спортот во Македонија, а при тоа политиката да биде тргната настрана. Премиерот на Република Македонија Зоран Заев на пресконференција истакна дека мерките ќе опфатат постојана и стабилна финансиска поддршка, сеопфатна логистичка поддршка со соодветна инфраструктура за развој на спортот, како и изготвување на закон за спорт и 10-годишна стратегија за спортот. Најавувам подготовка на закон за спорт. 10-годишна стратегија за развој на спортот. Повеќе простор за спортување и повеќе средства за постоечките и новите спортисти и рекреативци. Посебно внимание ќе им посветиме и на наставните програми по физичка култура и спорт во сите сегменти на образованието. Спортот има витална улога во поттикнување на социјалната вклученост, во градење отворени, толерантни општества. Со мерките за развој на спортот ќе биде опфатена и наставната програма во училиштата, каде што ќе се посвети внимание на психофизичкиот развој на децата со соодветен кадар за часовите по физичко, како и поврзување на науката и спортот кои ќе придонесат за создавање здрава нација и здрави деца. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски истакна дека спортските сали ќе се вратат на федерациите и ќе се градат мали реонски базени во склоп на училиштата. Како директор на Агенцијата за млади и спорт ги напоменав важните и клучните приоритетни мерки што ние како Агенција за млади и спорт ќе ги превземеме. Тоа е градењето на мали реонски базени, потоа олимписката програма, наградувањето на 250 најдобри младински клубови се со цел поголемо вложување и мотивација во младинските категории,
избори, враќањето на спортски сали на федерациите и ред други низа активности кои што ќе ги превземеме како Агенција за млади и спорт, кои што се плод на меѓусебната соработка помеѓу нас како агенција и владата на Република Македонија и сите спортски субјекти во Република Македонија. Премиерот исто така најави дека ќе се гради и спортски дом во кој ќе бидат сместени сите 32 спортски федерации. Локацијата е најдена, а како што истакна премиерот, изградбата може да започне и оваа година затоа што државата е подготвена. Локацијата е отприлика определена, веќе работат Општина Центар, градот Скопје и Министерство за транспорт и врски со Македонскиот олимписки комитет. Мојот советник за спорт, директорот на Агенцијата за спорт и како се запознаени. Драго ни е што има и дел од средствата обезбедена преку Македонскиот олимписки комитет. Државата треба да партиципира. Се работи за локација близу Вардар, спроти стадионот баш од другата страна, која што би требало да биде дом на спортовите, каде што сите федерации вкупно 32 ќе имат свој административен простор, каде што ќе има сали за состаноци кои што мултифункционално ќе ги користат сите, каде што ќе има, угостителски објект за дружење, каде што ќе има и други содржини кои што би биле или конференциски сали или слично, содржини за да имаме баш дом на спортовите како што треба. Јас верувам дека тоа е возможно, јас верувам дека може да почне изградбата уште оваа година. Винарската визба Тиквеш и Македонската филхармонија ја официализираа соработката која произлегува од спојот меѓу врвното вино и врвната музичка уметност. На 14 февруари ќе се одржи концерт на кој посетителите ќе имаат можност да ги дегустираат и вината на Тиквеш. Директорот на Македонската филхармонија Виктор Илиевски денеска соопшти дека културната институција и винарската визба Тиквеш ја официализираат соработката, што е мотивирана и иницирана од континуираниот стремеж да им се овозможи на љубителите на уметноста совршено уживање во префинети нешта. Илиевски посочи дека филхармонијата во изминатиот период остварила големи успеси, што се должат на унапредениот програмски дел, како и на новите простории. Можам гордо да кажам дека Македонската филхармонија ова каче представува едно престижно место за градот Скопје, се разбира и за државата. Во оваа прилика сакаме ви официјално да се заблагодарам на тимот Тиквеш за нивната подготвеност да вложат во ова партнерство заедно со Македонската филхармонија да направиме продукт, бидејќи верувајте дека кога љубителите на уметноста уживаат во уметноста, во културата, уживаат во интерпретацијата на филхармоничарите, задоволството уште поголемо да уживаат и со квалитетно вино на нашата реномирана компанија Тиквеш. Менаџерот за односи со јавност на Тиквеш Елена Младеновска наведе дека концертот што ќе се одржи на 14 февруари е дел од пошироката платформа насловена Feeling in Wine with You, со која Тиквеш ги обединува прославите на Денот на влюбените и празникот на лозарите и винарите преку нивниот заеднички именител виното. Високото реноме на Македонската филхармонија и уметничките дострели на ансамблот на Македонската филхармонија се од големо значење за публиката и уметноста воопшто. И самиот спој на врвна музика и врвно вино решивме да го озваничиме денеска со најавата на концертот кој што ќе се случи на 14 февруари. Тоа е денот на влюбените, меѓутоа и денот на лозарите, што е наш празник. Би сакала оваа прилика да ја искористам да најавам активности кои што ќе ги реализираме како винарска визба Тиквеш не само во Македонија, туку и во целиот регион, каде што ќе го представиме нашето вино и нормално нашата култура при тоа. Значи, станува збор за настани од различен тип, прослави, настани едукативни работилници, поетски читања низ Македонија и регионот. Со самото тоа, веруваме дека ќе придонесеме кон развојот и на винската култура во Македонија и во регионот. Младеновска додаде дека одбележувањето на овој ден го сочинуваат над 190 различни активности во текот на месец февруари во целиот регион. Следува уште една информација поврзана со Македонската филхармонија.
Вечерва во камерната сала на Македонската филхармонија концерт ќе одржи Скопскиот бас квинтет. За прв пат во Македонија ќе прозвучат познатите теми од Битлси и Квин на лимени дувачки инструменти. Познатите теми од Битлси и Квин прв пат во Македонија ќе прозвучат од лимени дувачки инструменти на концерт на Скопскиот бас квинтет во камерната сала на Македонската филхармонија. Вечер членовите на квинтетот Александар Илиевски и Вилијам Бараковски на труби, Благоја Василевски на хорна, Никола Ристевски на тромбон и Александар Нинич на туба ќе ги изведат популарните теми од Битлси и Квин. Скопскиот бас квинтет е формиран во 2016 година. Има широк репертоар и различни стилови и жанрови. Досегашните настапи на овој состав не биле од концертен карактер. Овој концерт отвора ново поглавје во нивната кариера. Не случајно изборот се композиции од Битлси и Квин за да се слушне и една поинаква страна на лимените дувачки инструменти надвор од класичниот музички репертоар, соопшти Македонската филхармонија. Членовите на Скопскиот бас квинтет се редовни членови во Македонската филхармонија и Македонската опера и балет, како и надворешни соработници во Градскиот дувачки оркестар, Биг бендот на Македонската радиотелевизија и Биг бендот на Сдруженијето на џез музичари на Македонија. По објавување во службен весник е започне постапката за преименување на автопатот Александар Македонски на коридорот 10 и на аеродромот Александар Велики во Скопје. Постапката за промена на сообраќајните знаци ќе ја спроведе јавното претпријатие Македонија Пат. Постапката за преименување на автопатот Александар Македонски на коридорот 10 и на аеродромот Александар Велики во Скопје ќе почне по објавување во службен весник на одлуката што за таа намена ја донесе македонската влада на вчерашната седница. Од јавното претпријатие за државни патишта појаснуваа дека откако ќе се објави одлуката, на нивно барање и на нивен буџет, активностите на терен за отстранување на сегашните сообраќајни знаци и за поставување нови ќе ги проведе јавното претпријатие Македонија Пат. Новото име на автопатот ќе биде Пријателство. Сегашното име Александар Македонски се користи од јули 2008 година, а од декември 2006 година пак Скопскиот аеродром доби име Александар Велики, кое треба да биде заменето со Меѓународен аеродром Скопје. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Ѓорче Петров, Киселавода и Карпош. Без електрична енергија, утре ќе бидат делови од општините Ѓорче Петров, Кисела Вода и Карпош, соопшти регионалниот центар за управување со кризи Скопје. Исклучување на електросистемот утре од 8 до 12 часот ќе има во викенд населбата Веле Поле во општина Ѓорче Петров, а од 8 часот и 30 минути до 14 часот на улица Кирофетах 1 во населбата Драчево, општина Кисела Вода. Без струја од 9 до 12 часот ќе бидат корисниците од булевар Партизански одреди број 82 Мак Петрол, а од 9 до 10 часот корисниците од улица Миле Поп Јорданов од општина Карпош. За утре метеоролозите најавуваат слаб локален дожд, а на планините слаб снег во утринските часови. Попладне се очекува облачноста да се намали. Во продолжение следува временската прогноза на МТМ телевизија.
За крај уште една информација. Конкурс за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување на родот авиација објави денеска Воената академија генерал Михајло Апостолски. Од академијата ги повикуваат младите граѓани на Република Македонија кои имаат завршено високо образование, не се постари од 28 години и сакаат да бидат идните воени пилоти во армијата на Република Македонија, да ги достават своите апликации со потребните документи од денеска најдоцна до 9 март. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.